Добродошли од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Обата водечки председателски кандидати на изборите во Афганистан, актуелниот председател Хамид Карзаи и поранешниот шеф на дипломатијата Абдула Абдула. И обајцата тврдат дека победиле на изборите, што повторпат се одржуваат по падот на режимот на Талебан во 2001. Западните земји го окарактеризираа гласањето како победа за демократијата. Штабот на Карзаи тврди дека неговата победа е доволно голема за да нема потреба од втор круг. Штабот на Абдула со спротивно тврдење дека тоја има дефинитивната предност. Но генералниот секретар на независната изборна комисија Дауд Али Наджафи предочи дека не се избројани сите гласови и дека првичните резултати ќе бидат објавени дури за неколку дена. Во првата поголема проценка на изборните наблюдувачи, Американскиот меѓународен републикански институт соопшти дека изборите биле кредибилни, но водачот на наблюдувачката мисија на институтот, Ричард Вилијамсон, кажа и дека слабата безбедност се одразила на одзивот, дека има извештаи за продавање на гласачките легитимации, како и наводни проблеми со гласачкото мастило. И покрај заканата од напади на Талебан, афганистанците во четвртокот излегоа на избори. Во насилства во Кабул, Кандахар и други поголеми градови загина најмалку 26 лица. Американскиот председател Барак Обама коментираше дека е горд на храбрите афганистанци кои покрај заканите на Талебан решиле да гласаат. Со коментари портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс. Секогаш плени кога ќе видите практикување на демократија, особено кога пркоси на ужасна и реална закана. На наводите за изборни нерегуларности реагираше портпаролот на Стейт департментот P.J. Кроули. За одбележување дека нови избори постои на вистина независна изборна комисија. Ова се избори организирани од афганистанците за самите нив, да ги почекаме резултатите пред да просудуваме. За специјалниот представник на Обединетите нации во Афганистан Кај Аиде, важно е што овие избори овозможиле да се чуе гласот на афганистанците. Шефот на британската дипломатија Дейвид Милибанд изрази голема вознемиреност поради херојскиот пречек во Либија на човекот осуден за експлозијата на авионот на Панам над Локерби, Шкотска, во 88 при што загинаа 270 лица. Милибанд изјави дека либиецот Абдел Ал Меграхи, кога шкотските власти во четвртокот го ослободија на хуманитарна основа бидејќи има неизлечлив враг, е масовен убиец. Американскиот председател Барак Обама изјави дека одлуката за ослободувањето е погрешна, дека ливанската влада не треба да му посака добре дојде и дека треба да го стави во куќен притвор. Популарната владина програма со која американците може да добијат кредит до $4500 во замена за своите стари автомобили при купување на нови, поекономични модели, ќе заврши в понеделник, најави секретарот за транспорт Реј Лахут. Тој изјави дека програмата дала голем импулс за придвижување на американската економија и враќање на луѓето на работа. Владата на САД оддели $1 милиарда од буџетот за програмата, но парите поради зголемениот интерес на купувачите брзо се потрошија. Така владата на председателот Обама одобри дополнителни $2 милиарди. Новиот документарен филм за поп звездата Майкл Джексон, направен од снимки на неговите последни проби пред најавените 50 концерти со кои планираше враќање на сцената, ќе се емитува ограничен временски период од 2 недели во киносалите ширум светот. Дистрибуторот Sony најави дека филмот Майкл Джексон, тоа е тоа, ќе започне да се емитува на 28 октомври, а продажбата на билетите ќе почне на 27 септември. Режисерот и долгогодишниот пријател на Джексон, Кени Ортега, вели: овој филм е подарок од Майкл до неговите обожаватели. Во продолжение на News Flash, расте конкуренцијата меѓу економичните автомобили во Соединетите Американски држави. General Motors најави возило со кој се минуваат неверојатни 97 километри со 1 литар бензин. Меѓутоа, мала компанија од Колорадо ветува брзина, добра километража без бензин. General Motors месецов ја разбранува јавноста кога соопшти дека новиот електричен автомобил Chevy Volt ќе може да мине преку 97 км за 1 литар гориво. Директорот Фриц Хендерсон верува дека новата генерација хибридни автомобили се шанса оваа позната компанија, што неодамна банкротираше, повторно да започне да остварува профит. Chevy Volt во моментов е во производна фаза и се очекува да биде достапен за купувачите во 2010 година.
Ребека Линделанд, аналитичар на автомобилската индустрија, коментира. За General Motors е мощно важно овој проект да успее, бидејќи компанијата со ова возило стави во залог голем дел од репутацијата. Но General Motors нема да биде сам на пазарот. Nissan најави дека наредната година ќе го пушти во продажба возилото Leaf, што целосно ќе работи на електрично напојување, а Honda треба да се појави со хибридниот автомобил Insight. Иако не може да се надпреваруваат со економичноста во потрошувачката на гориво на волт, цената на овие возила за 10 до 15.000 долари помало од онаа на волт, може би ќе ги премисли купувачите. General Motors има и домашна конкуренција. Кода, нова компанија со седиште во Колорадо, промовира автомобил што може да одржи брзина од 130 км на час преку 160 км, без да користи бензин. Кода доби 45 милиони долари од владините средства за стимулирање на економијата, наменети за поттикнување на незиниот производствен процес. Гувернерот на Колорадо Бил Ритер беше меѓу првите кои го тестираа прототипот. Ова е прва компанија во Колорадо на која оделот за енергетика и позајмил за гарантирани средства. Тоа значи дека тие веруваат во овој концепт. Компанијата се надева дека годинава ќе пушти во производство 20.000 возила што ќе работат на напојување од батерија. По цена од 35.000 долари, возилото не испушта штетни гасови, а батеријата се полни за само 6 часа, вели гувернерот Ритер. Иако на пазарот ќе се води конкуренција меѓу неколку економични видови на автомобили, аналитичарите додаваат дека овие така наречени зелени возила се само дел од решението за проблемите на автомобилската индустрија. По најлошиот пад во продажбата на автомобили во САД со децени, General Motors почна да обрнува внимание и на друг пазар, со плановите за производство на компактен, ефтин автомобил, што би се продавал за само 4.000 долари. Во понеделник во News Flash, нова златна треска во Калифорнија. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Најнови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме в понеделник.